Лекови за одвикнување од пушење и контрацептивни средства за прв пат на есенцијалната листа на Министерството за здравство. Министерот Азер Алиу соопшти дека во листата се вклучени трансдермални фластери и никотински гуми за джвакање со цел овие средства да станат подостапни за граѓаните. Тој посочи дека матичните лекари ќе може да ги препишуваат, а очекувањата се да се зголеми нивната употреба и препознаеност кај граѓаните. Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа прв пат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за джвакање. Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевските компании за нивната потреба, да се користат и да може од матичните лекари да ги препишуваат истите. Паралелно Алиу рече дека се работи и на системско заекнување на овој сегмент преку новиот предлог закон за заштита од употреба на тутун. Со овој закон, како што рече, се очекува дополнително да се унапредат мерките за превенција и контрола на пушењето. Паралелно, како што знаете, работиме на системско зајакнување на овој сегмент преку новиот предлог закон за заштита од употреба на производите од тутун или сродни производи, со законско решение кое е усогласено со европските норми и регулативи, исто така овозможуваме долгорочно унапредување на заштитата на јавното здравје во нашата земја од овој аспект. Исто така продолжуваме со нашите партнери Светската здравствена организација и Институтот за јавно здравје со заеднички заложби за подигнување на јавната свест за откажување. Инаку со новите мерки се очекува подобра достапност на терапиите за одвикнување и поголема поддршка за граѓаните кои сакаат да се откажат од пушењето. Од Министерството најавуваат дека ќе продолжат со активности за јакнење на превенцијата и заштитата на јавното здравје.